15:45 минути, вторник, МРТ, директно од студиото на Europe House. Младите се иднината, светото стана на младите се движечка сила, прогресот доаѓа од младите, работи кои што ги слушаме откако сме живи, работи кои што цело време ги повторуваме како папагали, не баре се апсолутно вистина и дека цело време се случуваат. Но сведоци сме на тоа дека не е баш така. Се повеќе и повеќе гледаме како мозоци си одат од државата, како еден куп капацитети едва чекаат да се ги спакуваат торбите, да направат едно селфи на аеродром и да отидат во некоја друга држава каде што ќе почнат да работат од дното, иако тука се високо образовани. Претпоставувате дека тема на оваа емисија е миграцијата. Но пред да продолжиме со темата, предлагам да видиме како поминавме минатиот пат. Голем дел од работоспособното население, од делот од младите, многу често се оцелуваат, најчесто во државите на Европската унија. За жал не успеавме да поставиме во ниедна институција кариерни центри. Минатата година, 2020, околу 1500 млади луѓе до 34 години се стекнаа со практични вештини на работното место и на тој начин се многу полесно вработливи и може да се вклучат на пазарот на трудот. Кога станува збор за пријателите и нашите сокласници, тогаш сите се соедно да заминеме надвор од нашата држава, таму да продолжиме да се градиме како личности. Не е битно дали студира да биде правник, дали студира да биде економист, дали студира во IT секторот кај што студирам јас. Единствена цел е заминување во странство. Подобро ќе работел во Макдоналдс, отколку да работи тука да се едуцира, да вложува во себе. Не знам зошто е тоа така. Луѓето кои што ги користат, кои што виделе можност таму, имаат и добивки. Минатата тема беше невработеност, која што испадна дека е во многу тесна врска со проблемот на миграцијата. Како гости денеска во студиото ги имаме Мартин Димитровски, кој што е ученик во Велика Британија. Здраво, Мартин. Го имаме Маријан Ицоски, програмски менаџер на Млади Инфо Интернешнл. Здраво. Го имаме господинот Фатмир Бетики, заменик на председател на владата задолжен за економските прашања, координација на економските ресори и инвестиции. Добар ден и на вас. Тука ни е Анита Николовска, извршен директор на Сдруженијето на граѓани Младите можат. И имаме Дона Срдик Лазаревска, млад европски амбасадор. Дона, чуму го чуваш уште едното презиме, мене тоа не ми е јасно. Само проблемите, не може да те напишат нигде. Не, ако мислам, си се гордеам со моето потекло. Добро, да. Ти, Мадона, Принц, Океј, малку да почнеме ведро на оваа горка тема. Кажи ми, би почнал со Мартин. Сигурно знаеш за од твои другари, пријатели, колеги се уште не, заради тоа што ти си се уште, ако не се лажам, средно училиште во Велика Британија, така? Да, значи учев во Орце 2 години од моето средно школување и беше навистина феноменални 2 години. Фала до сите професори што ме спремија понатаму за животот. Но одбрав да отидам во Англија за да се доградам таму. Пофокусирано образование имаат за разлика од кај нас. И не сум единствен од генерацијата, зашто од мојата генерација мислам дека отидоа околу 10 мои соученици надвор од државата уште во третата година од своето средно школување. Тоа одење надвор од државата е како одам да се дошколувам па да се вратам, или едва и добро е да фатам патиките и ако може уште од средно, уште од средно да ме снема? Мислам дека многу не сме одлучени, зашто уште се дошколуваме и сите планираме да идеме на понатамошни високо образование. Но исто така мислам дека сакаме повеќе да видиме како е таму и што е можно порано, за да можеме да направиме конструктивна одлука
дали повеќе ни одговара да останеме во државата Македонија или да останеме во државата каде што си имаме преселено. Јас искрено уште се немам одлучено, но Твоите содругари, соученици кои што отидоа го делат истото мислење со тебе во врска со останување или враќање или? Секој различно и сите уште немаме конкретно одлучено и тие ќе треба самите да ви кажат. Но сакаме да видиме како е таму, да видиме како ни го презентираат материјалот, колку можеме да излечиме од нивниот систем и за на крај можеби да се вратиме во самата држава, да ја подобриме, зашто сепак тука ни е домот, тука имаме све. Тука ни е самото друштво, тука сме израснати. Друштвото, тоа е најбитно. Тоа е најбитното, така е. Пред да почнеме со оние големи преселби на народите, ме интересира миграцијата, освен што се надвор, значи првата миграција се случува тука, од еден град во друг град, односно кај нас тоа многу ретко се случува во друг град да биде, а да не биде Скопје. Кажи ми, Маријан, на што се должи според тебе, заради тоа што ти си некој ќе рече провинцијалец. Ти си по потекло од Охрид. Во Скопје работиш и твориш и тоа на веќе сериозни проекти кои што директно се врзани со миграцијата. Кажи ми, дали имате некоја не знам, назнака зошто се случува се поголемата миграција од помалите градови и села и тоа конкретно во Скопје. Скопје станува се потесен, се позагаден, се потежок и лош град за живење и иако е тоа факт, се повеќе и повеќе луѓе од другите градови сонуваат да дојдат тука. Па да, би кажал дека логиката на преселбата внатрешно, односно миграција од другите градови кон Скопје иста како што младите се селат и во странството е потрага по подобар живот и по повеќе можности. Последни 10-15 години Скопје стана центар на Македонија, па буквално имате се и се што во Скопје, а за разлика во другите помали градови не остасуваат основни инфраструктури, забава на младите, места за младите да се сретнат, често немате театар, немате кино, немате поддршка од општината за да ги остварите некои ваши идеи како што имате во Скопје. Секако тука има и многу меѓународни компании, доста можности да работите и за странска компанија во Македонија, па да имате и подобри приходи, нешто што младите го гледаат како плюс и затоа се селат во Скопје. Имаше неколку обиди нели за младите да се задржат на страна од Скопје, се отворија неколку дисперзирани студии, па имаше моментално задржување на младите, но сепак не се доработи на тој регионален развој каде што на пример Охрид, Струга или Ресен или некои други градови ќе се развијат. Градови за студентски градови да се направат. Да, каде што ќе се развијат во студентски градови, но не е се во тоа да вие завршите високо образование, после тоа нели следува тој реален живот каде што треба да се вработите, па шансите за вработување прво ги барате во Скопје, ако не успеете се враќате назад во родниот град, што последно време и често се случува, затоа што сметам дека покрај тие финансиски желби почува на младите да им смета и загадениот воздух, како што кажа и гужвите, им смета тоа што градот им троши време и така. Охрид е феноменален град, 3 месеци или 4 да биде туристичко место, остатокот од времето да биде студентски град. Не знам кој е проблемот тука. Да, па да реално не се... Летно време се рентаат сопчињата за 350 или 400 за смештај, а остатокот е студентски. Мислам дека е win-win ситуација, не сум уште сигурен зошто не е така направено. Па да пак ќе кажам, некои грешни политики немање доволно визија за како треба еден град како Охрид да се развива. Пред се не е само туристичко место, тоа е туристичко место за туристите кои доаѓаат од дома и од странство, но за Охриѓани е дом. Така да Кружниот тек ве зезна. Да. Да знаете. Кружниот тек. Пред да влеземе си викаш чекај, ај назад ќе се вратиш. Дончо Исески на Facebook или Ишески вика дефектот на одење на младите е во власта. На тоа Александар Трајковски се надоврзува, се сложувам, власта ништо не прави за да ги задржи младите. Кои се имали стратегија државата? Се бавили, мислам сигурно се бави, него која е стратегијата за да се реши проблемот во кој што очигледно гледаме дека голем дел од одговорноста ја носи точно власта? Се согласувам со ова што претходно го кажа и со ова што го кажувате. Власта носи одговорност затоа што власта е овде да креира
предвидливо обкружување, без разлика дали се тоа млади, стари, дали се тоа луѓе во години, вработени, невработени, власта е тука, таа кој што треба да отвори видик за луѓето. За жал велам, јас долги години, јас сум еден од тие кој што студирал надвор и па се вратил во државата. Долги години наназад кажувам дека основниот проблем за младите не е дали ќе го укотвиш во една политичка партија или ќе му даеш една одредена работа некаде, туку дали ќе му дадеш доволно можности за да он сам избере. И тоа е основната разлика која што сите треба да ја прифатиме. И тоа не се прави со стратегија. Тоа се прави со сеофатно и целокупно различно размислување на сите чинители, вклучувајќи на нас што сме во власт, но и другите кои што го сочинуваат општеството. Ние како влада можеме да носиме закони, можеме да носиме стратегии, но на крај испроведувањето и на законите и стратегиите е заедничко. И мислам дека низ разговорот ќе зборуваме зошто е тоа заеднички. Ние имаме стратегија и за млади. Имаме закон за млади. Што е конкретно прави државата, да речеме, баш сега почнавте, конкретни закони, пакет мерки што дае, кој што ќе ги... Ние минатата година донесовме по прв пат после многу години закон за млади. Да, кој што уреду години беше. Многу но го разговаравме пред 2 епизоди, точно тоа беше работата. Замислете, после 9-10 години, тоа е после 3 генерации на млади кои што си заминале и можеби никогаш нема да се вратат. Тоа е изгубени стотици илјади млади од Македонија. И таму е грешката. И сега законот треба да се спроведе. Претходниот соговорник, извини името Маријан, кажа не се прави доволно за рамномерниот регионален развој. Да, се согласувам. Затоа што сакаме се да концентрираме во еден град, а тоа е во Скопје. Наспроти, ние донесовме стратегија и, например, денеска само што доаѓам од седница на влада, во која што неколку програми кои што се однесуваат на невработени, на млади, се дисперзираат надвор од централното подрачје. Веќе немаме политика во која што кога доаѓа странските инвеститори да инвестираат, им викаме остани во Скопје зашто ќе ти даваме пари. Не, им викаме идете надвор од Скопје, ќе ти даваме повише пари, затоа што сметаме дека едно креирано работно место надвор од Скопје е повредно него во Скопје. Зошто? Токму заради тоа што вие го кажавте. Ние не сакаме да промовираме миграција внатрешна, туку сакаме да креираме можност во Охрид, во Свети Николе, во Тетово, во најдалечните места во Македонија, а при тоа да го покажеме и тоа го креираме преку политиките за рамномерен регионален развој. Тоа е основните работи. Ништо не е различно во Велика Британија, но тие тоа го направиле пред 30 години. Ништо не е различно во Словенија, тоа го направиле пред 10 години. Успева ли ова што го правите сега? Затоа што конзистентност. Значи успева, верувајте, успева, не може денеска да даде резултат. Но резултатот ќе дојде после одреден временски период, а тоа се 6 месеци, година дена. И ја секојдневно имам по најмалку 3 до 4 странки кои што се или странски донатори или инвеститори. Ги слушам, но велам дека основниот мотив за да нивен дојдат во Македонија е да направат одреден профит. Но профитот е за мене ист. Дали ќе го направат во Скопје или ќе го направат, еве го земавме Охрид, Струга како регион. Но им велам дека за мене побитно ќе биде да искреира 50 работни места во Охрид и Струга или во североисточниот регион, кој што е најсиромашен регион по бруто домашен производ по глава жител, наспроти другите. Зошто? Затоа што за нив тоа е живот. Тоа не значи само денар повише заработен, туку е живот, да остане или да отиде. Одењето на млади за нас навистина представува голем проблем, затоа што не дава можност. Не дава можност за нас да планираме понатаму. Финансиски има израчунато дека секоја глава, млада глава, која што си оди од државата после образованието, чини државата 15.846 евра.
колку имаме евра до сега изгорено? Факт е дека во март 2021 година немаме стратегија која што го опфаќа ова прашање. Да, точно е дека имаме различни закони и подзаконски акти кои што се однесуваат на прашања поврзани со младите, меѓутоа веруваме дека потребна ни е сеопфатна национална стратегија која што ќе се справува токму со проблемот на одливот на млади мозоци. Последната стратегија имаме донесена во 2013 година со важење до 2020 година, така што туку што истече оваа стратегија и пред околу 2 години со колегите од Млади Инфо и со уште 5 други граѓански младински организации основавме мрежа за спречување на одлив на мозоци. И токму изминатата година ја анализиравме оваа стратегија колку е всушност исполнета. Податоците кажуваат дека само 11% е стратегијата исполнета, односно донесена само еден акцијски план за 2014 година, а понатаму не е направено ништо. Исто така, најголем процент од младите не се запознаени воопшто со ваква стратегија. Така што од ова можеме да заклучиме дека потребна ни е стратегија, меѓутоа ни е потребно и делување од различни чинители за да се спроведе таа стратегија. Затоа што да, знаеме дека имаме супер закон, имаме супер стратегија, меѓутоа клучното е навистина тие да влезат во имплементација и токму заложбата на оваа мрежа за спречување на одлив на мозоци е креирање на нова стратегија, сеопфатна стратегија која што ќе биде од различни чинители, меѓутоа ќе бидат вклучени и млади кои што се оцелуваат, млади кои што остануваат тука, затоа што е важно да го слушнеме нивниот глас и важно е тие да бидат дел од мерките кои што се креираат за да го спречиме барем малку овој феномен. Убаво вака што сите си кажавме дека се оди напред, дека се тераат сите работи кога што треба, ама исто како и во претходните епизоди зборувавме дека се е тоа добро поставено, се е тоа добро смислено, ама никаде не води или води негде споро, носи. Како функционираат, не знам, невладиниот сектор во однос на заедно со владиниот сектор и плюс владиниот сектор, нели, тоа е повеќе гранки. Како се наоѓаат тие меѓу себе на иста фреквенција во однос на ова прашање за да можат да действуваат? Како сте вие примени, не знам, во однос на нели, владиниот сектор и во однос на медиумите, кои што тоа мислам дека се единствени начини како да се протнат сите овие програми и бенефити кои што вие ги нудите? Во медиумите дефинитивно е застапено прашањето и е доста актуелно, особено изминатата година кога и актуелно работевме на оваа стратегија, меѓутоа и на донесување на нова. Имавме спроведено доста тркалезни маси со различни чинители кои што придонесоа и кои што кажаа што е потребно за новата стратегија. Меѓутоа, за жал, во овој момент се уште немаме глас од властите, иако да, морам да признам дека сме на иста маса со оние кои што се важни, кои што имаат нели моќ да ги донесат овие стратегии да делуваме на истите, меѓутоа за жал работите постојано се одолговлекуваат и сите тие процеси на носење на закони се многу долги. Истото го имавме и со законот за младинско учество кој што помина еден долг процес до неговото носење, меѓутоа повторно ќе напоменам. Клучен е моментот што после овие стратегии и закони. Да не чекаме една година по донесување на законот за младинско учество или пак да не чекаме од 2013 да не се направи ништо со стратегијата за спречување на одлив на мозоци. Така. Ема Николова на Facebook вели сите фирми бараат долгогодишно искуство, а младите немаат каде да го стекнат тоа искуство и затоа се одлучуваат да заминат во странство. Дона, дали секогаш од твое искуство, дали секогаш се финансиите тоа што е најпресудно во однос на одењето надвор? За жал мислам дека не. Може би беше тоа така на почетокот. Цел овој одлив на мозоци започна така што студентите нели запишуваат факултети во странство, таму успеваат да најдат подобра работа и на тој начин да останат таму, меѓутоа во денешно време за жал мислам дека има се повеќе и повеќе семејства кои што се одлучуваат да заминат. Значи веќе оформени семејства со стабилна работа, со добро финансиски ситуирани, тие сепак се одлучуваат да заминат во странство и мислам дека тоа е всушност и тажниот дел, би рекла, во целата оваа ситуација со миграцијата. Воопшто лошиот квалитет на живот, мислам дека ги тера луѓето да се иселат. Значи имаме катастрофално здравство и катастрофално образование. Години уназад имаме градови кои што постојано се во 5 најзагадени градови во Европа околу воздухот. Битола, Тетово, Скопје имаат најзагаден воздух. И всушност мислам дека ова истото важи не само за иселување на младите од Македонија во странските држави, туку и тоа што до сега го дискутиравте околу преселувањето од помал град нели во Скопје. За жал за еден обичен преглед
што треба да се направи мора да се дојде до Скопје. Значи мене ме радува тоа што вице-премиерот го кажа дека повеќе ги ценат работните места кои што ќе се отворат во помалите градови, меѓутоа мислам дека тоа не е единствена причина зашто младите доаѓаат и остануваат во Скопје. Исто така јас имам различно искуство од Маријан, за разлика од некои кои што остануваат во Скопје по студиите, откако ќе видат дека не може да најдат работа, се враќаат во своите родни краеви. Во мојот случај тоа беше обратно, јас сум од Битола. По завршувањето на студиите во Скопје се вратив во Битола и активно се трудам да најдам работа по професија, да речеме, во Битола. Што сте по професија? Политички научник, политолог, да. Научниче? Политолог, поточно се извинувам. Сум завршив политички науки. За жал сите министерства, сите амбасади, сите конзулати се е во Скопје. Мислам, дури да сакам да работам нешто по професијата, сепак разговарам за Битола, што е сепак еден од најголемите градови во државата. Апсолутно нема никакви можности. Повели? Кратко, се согласувам со тоа истото и токму ние работевме на ова прашање. Ги прашавме младите, нели, и зошто се иселуваат, поради кои причини, и финансискиот фактор беше јак пред некои десетина години. Например, во 2010-та сите сакаат да се иселат заради подобра работа и повеќе пари. Но како што цела ситуација во државата се одвива и како што поминува времето, се повеќе тие нефинансиски фактори заземаат место. Така да одговараат младите зошто сакате да се иселите, одговорот најчесто е затоа што не се вклучени во политиките, а друго затоа што има многу голема корупција во државата, затоа што е лоша политичката ситуација, заради загадениот воздух, буквално се она што значи квалитет на живот. Затоа што не се само парите прашање кои ги тангира младите, но има многу други прашања кои нив им сметаат и верувајте дека во денешно време тој што сака да си замине има бескрајни можности да си замине од државата. Така направивме статистика баш на ова, малце бројки, предлагам да го погледнеме тој дел и да погледнеме анкета да видиме како одговараат луѓето на прашањето. Младите се иднината е на младите. Но кај нас во изминативе години како да има друга формулација. Да, иднината останува на младите, но тие се гледаат себе си во некоја друга држава. Секој трет млад човек размислува да ја напушти државата и да замине во некоја друга од западните европски држави, Америка или во Канада. Зошто младите се едуцираат тука, а се реализираат во странство? На овој проблем се посветиле многу невладини организации, здруженија, младински сојузи, медиуми и резултатите се речиси идентични. Повисок животен стандард, подобра работа или подобро образование се главните причини поради кои младите заминуваат. Според студијата на Фридрих Еберт, дури 53% од младите сакаат да заминат од земјава. Фактите говорат дека овој процент е во постојан пораст. Како главна причина за заминување, испитаниците наведуваат подобар животен стандард, околу 48%, повисока плата, 17%, подобра работна позиција, 11%, подобро образование, 8% и други причини, 16%. Кога и како младите ја напуштаат државата? Секој млад човек има свој сон. Повеќето истражувања укажуваат на фактот дека младите ја напуштаат земјата по завршувањето на средното образование и можноста за студирање во странство преку остварување на стипендии, размена на студенти или надградување на образованието. Но во последно време овој тренд е се поактуелен и меѓу повозрасната група од 27 до 33 години, во која спаѓаат млади брачни парови со веќе основано семејство и подмладок. За оваа група единствена причина е потрагата по подобар стандард за живот и полесно вработување. На прашањето како и на кој начин младите се снаоѓаат да заминат од Македонија, а нивните амбиции да не се однесуваат на образование, одговорот е едноставен. Имаат покана од некој што живее во посакуваната земја, како например пријател, член на семејство или познаник. Оние кои не размислуваат да заминат од државата, како аргумент го наведуваат семејството, пријателите и слободниот начин на живот. Како да ги задржиме младите во државата? Една студија препорачува да се евидентираат и мапираат образовната и работната мобилност на младите, за да се добијат корисни податоци за ваквиот тренд со цел да се поттикнува мобилноста, односно привремената миграција, но истовремено да се намали ризикот таа да се претвори во трајно. За оваа намера да се вклучат сите инволвирани институции и засегнати страни.
да се анализираат мерките и ефектите од националната стратегија за намалување на одливот на високообразовен кадар и истата да се ревидира по потреба или да се креира нова. Да се креира платформа што ќе ги содржи сите неопходни и корисни информации за најпосакуваните земји, преку која младите ќе можат да се информираат пред да донесат одлука да мигрираат. Здраво, дечки! Јас сум Алмира и денеска ќе ги прашувам младите луѓе од Скопје за тоа што мислат кој е проблемот со миграцијата и зошто младите луѓе од Македонија се одлучуваат да се селат во странските држави. Ајде да погледнеме што ги кажат тие. Ако гледаме од аспект во градови во Македонија, младите пречесто се селат од нивните градови поради недостаток на образовни институции таму или по недостаток на работа и се селат во главниот град Скопје. А за миграцијата надвор од Македонија ситуацијата сама се објаснува. Недоволно добри економски работи, едноставно нема доволно работа, нема добар живот за младите во Македонија, мора да се спасат надвор. Едноставно. А беше накаде пошто не е бути, не е условија, не е ништо. Студенти имаат кои што се во почеток нели на нивните студии, тука више тие се будат, можеби не сите, али повеќето го прават, за жал ја напуштат државата затоа што се будни, немат можност до работа, разочарани имат преголем кај нив. Përshëndetje, jam Adem Jashari, sot jemi në qytetin e Tetovës për t'i pyetur të rinjt se përse lëshojnë Maqedoninë e Veriut për një vend evropian. Që intervistuam edhe studentin e parë, tani të shohim nëse do të mundemi të kemi edhe studentë të tjerë, të cilët do të na përgjigjen për sa i përket migrimit. Ta shohim nëse mund të gjejmë dikë. Ja tu e kemi një studente, çojmë nëse do të ketë dëshirë të na japë një intervistë të shkurtër. Cila është pengesa për migrimin e të rinjve në qytetet dhe shtete tjera? Mendoj që është papunësia. Po mendoj se të rinjt janë të motivuar të largohen nga ky shtet për arsye se mungon motivimi për qëndru këtu dhe cilësia e jetës. Mendojnë se mund gjejnë një cilësi të jetës më mirë në vende të tjera. Papunësia, sigurimi nuk ka shumë nëpër vende pune, po ashtu korrupsioni është, si shqetësek edhe ishim një nga vendet më të korruptuar. Këto mendoj se janë arsyet. A ju jep shteti mundësi mjaftueshme me ligjet e programet e tyre të rinjve që të zgjedhin të ardhmen e vendit këtu dhe jo dikun tjetër? Nuk e di, mendoj se jo shumë. Mendoj që shteti jonë nuk e ka dëshmuar ende këtë dhe po të ishte e dëshmuar atëherë ne nuk do dojnë, rinia nuk do donte të largohen nga këtu. Jo, nuk ka shumë siguri. Dhe për fund, çfarë duhet që shteti t'ju ofrojë të rinjve që të mos migrojnë jashtë? Po mendoj që të ketë vende më shumë për punë. Mendoj duhet ju ofroj drejtësi dhe një punësim adekuat. T'ju ofroj më shumë vende pune edhe më shumë deg për edukim. Për shembull mund të vendosin edhe sigurime, rroga më të larta, pa punësinë ta ulin, të kenë më shumë vende pune për të rinj. I kishim 3 studentë me të cilët biseduam rreth çështjes së migrimit, pra shumica e tyre mendojnë që të largohen nga vendi. Pra arsyet janë papunësia, rroga të ulta dhe të gjithë më shumë u besojnë institucioneve private. U besojnë më shumë atyre sepse mendojnë që sigurimet janë më të mëdha dhe aty mund ta gjejnë veten. Можеме се сложиме дека тоа што го зборувавме е прилично така. Значи, се помалку и помалку финансиите се оној пресуден елемент за одење надвор од Македонија, а се повеќе и повеќе е начинот на живот, односно квалитетот на живот. Ако е тоа така, зошто тогаш статистички се вели дека се повеќе и повеќе менаџери кои што си одат од Македонија во другите земји прифаќаат да работат работа која што е далеку под нивните квалификации? Мислам дека младите се свесни кога заминуваат од државата дека некаде во странство ќе бидат, така да се изразам, граѓани од втор ред. Сите ние сме свесни дека кога заминуваме во некоја странска држава дека нивните државјани, нивните граѓани стално ќе имаат предност пред нашите, односно дури и од останати држави кои што се во Европската унија ќе имаат предност пред на пример нашите од Македонија. Меѓутоа сепак се одлучуваат да заминат поради сето ова што досега веќе го зборувавме, поради лошиот квалитет на живот, лошото образование, корупција, невработеност,
финансискиот аспект се разбира дека е многу голем. Имаме многу голем број на студенти кои што преку летата, нели, пред оваа пандемија одлучуваат да заминат преку Work and Travel програмата во Америка или на пример во Германија и работат во Макдоналдс, таму сепак земаат плата со која што потоа во Македонија цела година би ги поминале студентските денови, така што и да работат преку лето на пример во Македонија, тие пари сигурно нема да ги заштедат. Така што мислам дека се има навистина многу голем број на причини. Тука, извини, ако Да, можам повели, да се да, доврзам, како не? секако би се навратила малку и на статистиките кога станува збор за високообразовните кадри кои што се исолуваат. Морам да не се сложам со мојата колешка, бидејќи половина од младите високообразовани кои што заминуваат од нашата земја дефинитивно не сакаат да се чувствуваат како граѓани од втор ред, меѓутоа речиси секој втори селеник од Македонија оди затоа што смета дека и очекува од тамошната земја да најде не знам, на пример, работа која што ќе нуди доквалификација, работа која што ќе нуди развој на кариерни можности, кариерни вештини, надоградување, работа каде што ќе биде ценет, работно време, квалификации, меѓутоа исто така други бенефиции што веруваат дека ќе го возможат сето тоа. Така што дефинитивно се поделени ставовите и младите сакаат да се чувствуваат и ценети и да бидат на високи позиции. Не само млади се иселуваат, цели фамилии со деца и тргаат и се повеќе го слушам тој момент. Ние ќе отидеме курбан, значи ние нема проблем по старите, нели, демек мајката, таткото, ама за децата да им дадеме демек као добар начин на живот. Ние ќе жртвуваме. Вреди ли тоа? Не го разбирам. Зошто? Мислам дека кога зборуваме за миграција, ние не можеме да кажеме дека во нашата држава нешто е различно од тоа што се случува на секаде низ светот. Статистички гледано, има миграција и во Европската унија. Хрватите идат во Германија, германците идат во Норвешка, норвежаните идат во Америка и така натаму, и тоа е миграција. И прашањето ќе биде зашто одат они? Стремежот до подобар живот. Тоа е тоа што јас го кажав во почетокот. Власта е овде да креира можности, но стремежот, ако се убие за подобар живот, тогаш нема иднина. И затоа тоа не треба да се бориме против барањето да се има подобар живот, така е, тоа е целата идеја. Филозофијата позади е дали ние ќе успееме заедно со младите, и овде се согласувам дека ние имавме лоши примери во кои што младите недоволно се вклучуваат во креирање на политики, затоа што ја тоа што го правам во ресорот кој што го координирам, а тоа се економските прашања, од првиот ден на моето доаѓање, јас буквално не дозволувам да се донесе едно законско решение без да ги прашам тие кои што се основните чинители, засегнатите страни. Зошто? Затоа што само така може да донесе закон кој што понатаму ќе биде справедлив. И овде, ако зборуваме за младите, не можеме ние да дефинираме стратегија за млади без да ги прашаме младите. Се случуваше, сметам дека минатата година покажавме дека носењето без разлика колку време ќе земе, затоа што јас сум поборник на тоа, времето никогаш не е битно. Јас знам дека ние сите си велиме изгубивме 30 години и сега треба квантен скок да направиме за да постигнеме тоа што сме изгубиле. Но на некои работи не може да се надокнадат и затоа треба ние да земеме доволно време сите заедно преку диалог, комуникација да го најдеме правиот лек. Затоа што тоа што за нашата држава е лекот за да ја креираме таа изгубена можност, за германците не е. За хрватите не е. Затоа што таму нешто друго е. И затоа ние треба да седнеме сите заедно и, например, јас како вице-премиер за економски прашања, заедно во координација со другите вице-премиери, 4, што уфаќаме различни сектори, оваа година почнавме нешто што е многу тешко, а тоа е да зборуваме за националната развојна стратегија на оваа држава. Зошто? Јас имам едно суштински и лесен одговор. Ја имам син кој што е 12,5 години. И велам, јас сакам на него да му дадам можност за да види каде јас, кој што ја има целата среќа денеска да биде на власт,
каква иднина ќе му сервирам после 20 години. Или барем затоа што тоа е визијата која што ние мораме да ја имаме. Не за мојот син, за сите наши деца. Тоа е огромен проблем кога не се гледа безизлезност. Значи безизлезноста 30 години зборуваме, кажуваме. На крај не му покажавме дека да, се согласувам дека треба да добие доволно добро образование во Велика Британија, но треба да му кажеме дека после 10 години овде ќе има работно место во кое што ќе ги искористиме неговите знаења. И јас велам дека тоа ќе го направиме, без разлика дали во тој процес некој ќе се почувствува засегнат. Држам за збор, пазете што сте кажали. Значи ова се снима. Не, ја го кажав пред младите, замисли. Ова се свезло памтила, така да знаете, сите си памтиме. Ајде. И јас сум бил млад некош. Вистина? Да. Повели? Може само да се надоврзам на вице-премиерот. Од практиката најуспешните држави кои управуваат со миграцијата имаат циркуларна миграција. Значи денес е да кажам science fiction да вие пробате да задржите некој млад што сака да се замине. Тоа е невозможно. Да, таа циркуларна Македонија скокацам. И мобилноста и се стремиме ние кон Европска унија. Црна Гора, кајде надоле таму? Косово, Албанија, Србија, Хрватска и така се сиодите. Не се стремиме нели да смениме. Така е. Да, се стремиме кон Европска унија, основен фактор е мобилноста на луѓето во Европската унија. Движењето е добро и мислам дека овој цел наратив што го има и во медиумите дека е само негативен феномен не е точно. Затоа што ако земеме пример Ирска од рани 90-ти почнале со програма за враќање на славата на Стара Ирска, каде што буквално ја мобилизирале диаспората и направиле инвестициски фонд за да ги префрлат нивните бизниси во Ирска. И тоа во рок од 20 години, се повеќе и повеќе млади ирци се одлучувале да се вратат назад, што отварале нови работни места, па сега ги имате Google, Facebook и други технолошки гиганти во нивната држава. Пример од регионот е што Србија неодамна донесе ваква стратегија за циркуларна миграција и сака да додат по некој таков терк, особено во IT секторот. Така да треба да зборуваме за таа, за другата страна на миграциите, односно како да ги привлечеме тие веќе млади што се во странство. Да. И види, јас имам пар луѓе кои што имаат отидено таму на прилично сериозни позиции, девелопери претежно, тоа ми е обкружувањето, кои што се враќаат тука со идеја дека без разлика на сите работи кои што ги имаат видено таму и услови на живот, сваќаат дека перспектива им е од тука да работат работи кои што се нели во светот признаени, но никој од нив не рече дека нема проблем со начинот на живот и со квалитетот на живот. Значи тоа останува како најголема болка во целата оваа не знам ситуација каша. Но слушнавме и во прилозите дека тоа е вистина, дека не е само работното место, не се само финансиите. Туку луѓето сакаат да видат колку се безбедни кога ќе излезат на улица. Дали некој на пешачки ќе помине со 100 км на час, кај што треба да се вози 50 км на час. И тоа е однесувањето кое што секојдневно го гледаме. Но го прават сите. Тоа е дали ние живееме во помалку загаден град наспроти во повеќе загаден град, почнувајќи од нашето однесување. И тоа се сите работи кои што ние мораме да ги адресираме сите заедно. Ја еве ќе кажам пример, нели сум еден од тие кои што излезе на таа фамозната свадба пред некој ден, пред влада, кај што некој протестираше и ја како вице-премиер излегов и се соочив и почнавме дебата. И они ни велат што направивте вие за неформалната економија. Ја викам, а што направивме заедно за неформалната економија? Па се кршат протоколи. Да, што направивме заедно за кршењето на протоколи? Кој ги крши протоколите? Ние. Тоа е една од најголемите фрустрации на луѓето што живеат тука, дека законите се скокаат. Да, апсолутно. Но почнувајќи од нас, дали јас, кога влегувам во кафич, ресторан или во место кај што се прекршуваат законите, сум тој кој што ќе излезе од тоа место или ќе пријавам. Ние тоа не го правиме, но затоа го правиме кога ќе отидеме во Германија. Да не се навраќам на ова, после ќе се навратам на тоа. Спомна Ирска, имаме
едно пријателче од Ирска кое што работи таму за Google и Google го спомна, Ирска, значи како јасновидеци. Значи ти и Иван Селител сте тие двајца. Да ја видиме денешниот прилог за моја сторија. Hi everybody, and welcome to my presentation, which is about my summary of the master thesis. Здраво, јас сум Благој Трајковски, работам како инженер за транспортни мрежи во Google во Даблин, во Република Ирска. Роден сум во Битола, каде што го завршив основното образование во основно училиште Елпида Караманди. Потоа се запишав во гимназијата Јосип Брос Тито на насока за природно-математички науки и оттаму студиите ги продолжив во Скопје на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, насока телекомуникации, каде што и продолжив кон магистратура во областа на оптичките мрежи. Уште додека бев средношколец и студент, секогаш размислував дека секој млад човек, секој човек, меѓутоа посебно секој млад човек во тие години треба да излези од средината во која што е пораснат, да се соочи со нови предизвици во нова средина, непозната средина, кој што ќе му помогнат да се изгради кон личност која што ќе биде подобар професионалец и подобар човек. Поранешен колега, тогаш вработен во Google, ме препорача на позиција која што и ден денес работам со мали модификации како инженер за транспортни мрежи и преку стандарден процес на интервјуа успеав да ги поминам интервјуата и да добијам работна позиција. Јас сум среќен и задоволен што Google е компанија која што има вработени од цел свет и многу вложува во културата, во компанијата и се формираат пријателства во и надвор од работата, кои што ни овозможува да ги пополниме и другите потреби и аспекти во животот, како на пример често спортуваме, сум вклучен во еден фудбалски тим во мал фудбал, подолг период играме одбојка и други активности. Животот тука е супер, не смееме да се пожалиме, тука сме со супругата и неодамна добивме и керкичка, основавме семејство. Од друга страна, исто така имаме мала, меѓутоа мислам дека е добро организирана и добро сплотена заедница на македонци тука во Даблин, кои што си помагаме едни со други, особено последнава година која што беше поразлична од сите претходни. Знам дека во одредени општества и одредени градови можностите се поразлични, дека се соочуваме со различни предизвици, меѓутоа со вложување во себе, во тие околу нас, почит кон своите вредности, но и вредностите на сите околу нас, сметам дека секој може да добие можноста да напредува и да стигне до успех. Чувајте се, каде и да сте, верувам доаѓаат подобри времења. Поздрав од Даблин. Фатмир, начнавте една многу интересна работа што планирав да поставам покасно, ама еве сега таман дојде. Како тоа кога ќе отидеме ние во странство се прилагодуваме како камелеони одма на законите, на правилата, а кога ќе дојдеме тука се понашаме како джекови и како див запад? Затоа што Тоа е луѓето се склони да се прилагодат на мнозинството како се однесува и во принцип тоа што ние сега го поминуваме како општество, они го поминале пред многуштво години. Значи таму ако ти едноставно не се однесуваш како што они се однесуваат, они ќе те изфрлат од системот и затоа мораш да се прилагодиш. Овде е обратно. Сите се однесуваат така. Јас имам... И затоа, иако сите имаме внатре,
не тера нешто да бидеме поразлични, ама кога ќе видиме на страна викаме и чекај, па он не го направи, зошто јас да го направам? И тоа така иде генерации по генерации и затоа велам дека тие кои што имаат прилика да бидат на одредени позиции, како што јас имам прилика, ја велам тоа е чест да служиш на народот, треба да покажеме примери. И кога ќе се огрешиме, секако да признаеш дека си се огрешил и да си платиш исто како обичен граѓанин. Но да покажеш исто така пример за како не би требало, тоа што го гледаме на запад, затоа што и они се луѓе како нас. Може би заради тоа што во други земји е нормално да го пријавиш ресторанот или комшијата кој што загадува или кој што не ги почита правилата, кај нас тоа се уште се важи за кодошлук и за да му умре козата на комшијата работа. Јас имав еден таков пример, морам да го кажам. И станав од масата затоа што на другата маса имаше 6 луѓе седнати, на мојата беа 4. И јас им кажав на моите пријатели, видете, денеска ја одлучив да не ги донесам моите деца на ручек, за да бидеме на заедничка маса, затоа што они требаше на друга маса да седнат. Затоа што ја не можам да го трпам ова, а тоа е, тие си дозволуваат да седат 6, а ние седиме, јас сум успеал на моите деца да им кажам, не, седете дома и нема денеска да бидете со мене на ручек, и јас ќе излезам од ресторанот и ќе ги пријавам затоа што седат 6. И он ми рече, па вака кога ќе размислам, да боли ова. Ги пријавивте ли? Да, ги пријавив. Нека пукнат. Има една легенда која што вели дека на оној Змиски остров во Преспанско езеро, за да ги исчистат змиите, пуштиле многу мунгоси, ама змиите ги изеле мунгосите. Така и кај нас јас имам примери за луѓе кои што доаѓаат од странство со фини манири и кои што после 6-7 месеци се враќаат како најголеми балканци дома и не може да се приспособат. Кажи ми, Мартин, миграција поготово, било како патување, камоли миграција и за живење на твоја возраст знае да биде, и на друга возраст знае да биде многу голем стрес. Како се носиш ти со овој момент? Навистина имаше многу стресни моменти, поготово во подготовката на документи, виза, но исто така најстресен момент е кога ќе се качите на самиот авион. Го напуштате друштвото, семејството, школото, сите луѓе што ги знаевте, идете во непознато. Мене тоа искрено и возбудливо ми беше. Даши ги дома твоите колку ќе го возбудливо тоа. Многу возбудливо. Секако, но исто така и многу е стресно. Плюс имав, заради пандемијата, требаше да престојам во карантин, кај фамилија на кој ни слика нема видено, во една соба 14 дена во странска земја. И да, има многу стресни моменти, ама за подобра образование и искрено таму образованието можеби е пофокусирано и нема да научам некои работи за разлика што би ги научил во Орце, зашто нашето образование е сестрано, мощно помалку стресно. Значи, имаме можеби повеќе работа во Англија, но не е толку стресна колку што е во нашите средни училишта. И мислам дека и тоа е голем проблем, барем за мојата генерација, што сме трета и четврта, и тоа беше една од причините што се одлучивме, јас и уште неколку познаници од моето средно училиште, да отидеме во странство кога ни се пружи можност. Кога ќе се пружи можност, кога ќе се пружат алишта, најбитната работа се фати чекор. Би сега да погледнеме уште еден прилог, да видиме дали ова што го збориш е точно. Имаме прилог кој што се искуства, овој пат го имаме Синиша Давчевски од Белгија. Да видиме што ни каже тој. Здраво на сите, јас сум Синиша Давчевски и сум роден и пораснат во Скопје. Во 2006 година имам дипломирано психологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од тогаш па до ден денес работам во различни невладини организации на различни национални и интернационални проекти. Повод за заменување према Белгија беше и се уште е љубовта на мојот живот ад нук. Работев 300 работи тука, почнувајќи од утовар-истовар на камиони, од перење на садови, од местење полици во маркети, од трета смена во хостел. Смешно, но вистинито, првата организација која што ме прими да волонтирам, таа истата име вработи после 4 месеци. Прво и основно ќе издвајам работата и здравството.
Тука ако се вработиш, ако те вработат на неопределено, ако добиеш договор на неопределено, можам да кажам си сигурен за цел живот. Друга работа е ако сакаш да се доедуцираш, можеш да се доедуцираш, има многу државни курсови кои што се бесплатни и кои што дипломата од тие курсови важат исто колку што една диплома од универзитет. Го научуваш јазикот, нели? Секогаш имаш предност кога знаеш еден јазик повеќе. И не само јазик, него и менталитетот и културата на живење на луѓето. Да пробуваш секогаш најдоброто, да го примениш понатаму, ја и да се вратам во Македонија. Јас овие 10 години нема да ги заборам. Сите овие работи узнак на дисциплина и одговорност што ги научив тука, тоа нема да ми се избришат ако би се вратил јас во Македонија да живеам. Кога живееш, ти си странец цел живот и секогаш ќе ти фали малце Македонија. Ми фалат планини, стварно ми фалат планини. Не дека не можам тука за 3-4 сати со кола си на Алпите у Франција, значи не е проблем тоа, ама не си за 15 минути на водно. Друга работа што ми фали тука е спонтаност. Брзо е, темпото на животот е многу брз. И сите се стремиме кон западноевропски живот, нажалост, за многу работи е добро, за многу работи све за мене е ограничено у некоја смисла. Сакаме да работиме, сакам подобар живот, сакам закони, сакам правила, сакам, значи се сакам убаво, ама сега сакам од друга страна и лагодно да ми е, сакам да си излезам на кафе кога сакам, сакам ако може да фатам врски преку ред, сакам да ми ја скинат казната која ќе може. Кај е крајот? Ќе се најдели балансот, довели ќе мора да влеземе у друга, комплетно у едната или у другата зона. Ќе може ли двете работи тие да коегзистираат? За сите прашања. Очигледно дека човекот сака да работи, му се допаѓа животот таму, ама истовремено и не му се допаѓа животот таму, пошто е премногу... Еве, јас сум малце повише искуство, Ајде. ќе кажам. Исто годишни сме ние, јас сум 33. Да, уште малце, малце повише. Не е возможно. Значи, и да живееме лагодно, и да имаме време и за кафе преку ден, и да заработиме многу, и да бидеме малце со семејство, некој ќе треба да трпи. И тоа е цената која што сите мора да ја прифатиме, затоа што ја прифаќаме кога одиме во странство. И овде е исто. Знаат моите соработници во влада, но знаат и моите пријатели кои што претходно, пред да влезам во влада, дека моето работно време никогаш не било 8 до 3 или 9 до 8 до 4, 9 до 5 и така натаму, туку било од 8 Дори има работа. Дори има работа. Да, тоа не е само кај вас, тоа е во секој скоро приватен сектор на работа, се знае, значи додека не се заврши работата. Но ја на пример работев 3,5 години надвор од Македонија во соседството, секој ден патував 3 часа. Одев и се враќав, Скопје Приштина, 3 години секој ден, затоа што моето семејство одлучив да го оставам овде, за да не го земам, затоа што они би изгубиле многу повише, затоа што моите деца требаше да сменат другари и така натаму. Ја реков, јас ќе го направам тоа. И тоа е начинот на живот кој што би го направиле кога би отишле и во странство. Значи ние мораме да одлучиме дека да, сакаме да живееме понадвор, но треба да се прилагодиме на начинот и да ги забораваме одредените работи, а тоа е спонтано. Ајде на кафе, па кафето станува 3 часа. И така натаму. Туку да, ајде на кафе, да, може, во вторник, во 18 часот, имам 35 минути за кафе и толку, како што е на секај. Така, да. Во принцип, тие работи секогаш ќе се косат, како што и самите кажавме. Јас мислам дека установивме дека главниот проблем моментално за оцелувањето е квалитетот на живот. Квалитетот на живот во моментов се диктира директно од власта и од политиката, која што треба да биде претпоставам подкрепена од граѓаните, односно дали тоа што ќе се донесе како закон ќе се почитува, дали нели под услов дека законот е правилно донесен и дека е добро донесен. Тоа наведува дека треба се повеќе невладините и граѓанските организации да учествуваат во донесењето на законите, односно младите да бидат вклучени во
во тие законски регулативи кои што ќе се носат. Повторно доаѓа работата дека колку сите овие работи ќе бидат меѓу себе синхронизирани и меѓу себе толерантни и отворени за соработка. Јас моето си го кажав за оваа епизода. За вас да ве прашам, има ли некој нешто да додаде, да одземе? Дефинитивно би се надоврзала дека ни е потребно сеопфатно да размислуваме, затоа што факт е дека главна причина повторно се парите, невработеноста, меѓутоа понатаму доаѓа и квалитетот на живот, што опфаќа многу работи, така што потребно ни е министерствата, меѓутоа и различните граѓански организации, млади, неформални групи на млади да бидат вклучени во процесите на носење на одлуки, да бидат консултирани и прашани, затоа што токму младите во нивната локална заедница знаат што е она што најмногу им пречи, така што сите седнати на иста маса да ги носат политиките, меѓутоа исто така и сите да учествуваат во имплементацијата на политиките кои што во моментот се носат. Така. Ви благодарам уште еднаш сите на друштвото, на разговорот. Мартин, се надевам тебе за 6 години ќе се видиме тука вработена, не негде у странство да солиш памет како гастарбајтери за што требало да се направи, како требало да се направи за да се среди ситуацијата. Туку баш напротив да учествуваш активно во средувањето. Чувајте се. Во ред. Ви благодарам и на вас. Се гледаме следната епизода. Следната епизода малце ќе осветлиме темата, ќе крене малку, ќе ставиме акцент на социјалните мрежи, на инфлуенсерите, дали е професија да бидеш инфлуенсер, дали е во ред тоа да чекаш да ти дадат гратис за да постираш слики и продукти, или пак е малце по-окей да си го заработиш сам и да не чекаш никој друг. Се гледаме следниот вторник во 17 часот и 45 минути. Чао, чао.